Бајколент. Аудио бајки. Како брои Зоки Поки? Почна Зоки да учи да брои. Му покажаа кои се бројките до 10, тој ги повторуваше цел ден и сите помислија дека ги научил. Вечерта дојдоа гости и му донесоа на Зоки кесе карамели. А, рече бабата, не знаете вие, Зоки умее да брои до 10. Да видиме, извикаа гостите. Ако умее, тогаш нека ги изброи карамелите што му ги донесовме. О, тоа е најлесно, рече Зоки. Веднаш. Тој ги растури карамелите пред себе и почна. Една карамела, рече Зоки и оддели настрана една карамела. 2 карамели, 3 карамели. Браво, браво, рекоа гостите. 3 карамели, повтори Зоки и та што стана. Тој застана и не може да продолжи понатаму. Мајка му помага. 4. Се сети храбро Зоки и викна во радост. 4. Знаев јас, 4. Ајде понатаму, го насрчуваа гостите. Зоки пак застана. Одново го храбри мајка му, а тој зинал во неа за да ја ги погоди мислите. Се праша, но одеднаш се сети. 5. Понатаму, викаа нетрпеливо гостите. Но Зоки Поки почна да ја врти карамелата во рацете, да се врти, да гледа во мајка си, па сепак не можеше да си спомне која бројка доаѓа по 5. И неочекувано за сите, тој си ја стави карамелата во уста. Ова не е за броење, рече. Не чини. Па и ова не чини, рече Зоки за следната карамела. Пих, какви карамели сте ми донеле. Гостите го погледнаа и се насмеаја. Зарем и другите карамели не се за броење и не чинат? Го праша еден чичко. Чекајте првин да ги пробам, не се збуни Зоки. А потоа ќе ви кажам дали се за броење. Една по една, Зоки почна да си ги става карамелите во уста. Најпосле, тој зачуден извика. О, па веќе нема карамели за броење. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.